Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС. Емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Мој гостин во студиово на програмата на ТВ каналот ВИС е стариот добар мој пријател Ице Беличев, кој претпоставувам сите го познаваат како професор во Средното општинско училиште Никола Карев, го познаваат како поет и по многу други нешта, како влюбеник во карневалот и така натаму, влюбеник во патувањата и така натаму. Ице, добар ден, добре дојде во нашава емисија. Добар ден и добро ве најдов. Благодарам најпрво на поканата да бидам ваш гостин. Ете, знаеш дека сегогаш пријатно се чувствам тука и со задоволство ги прифаќам вашите покани. Така. Ти благодарам што дојде, што се одзва на таа моја покана, но поканата си има причина, а причината се вика Чекор помеѓу. Тоа е таа книга, уште е топла, значи пред некој ден излезе од печат, така. И оваа книга ќе биде промовирана во петок на 6 декември во Националната установа Центар за култура Антон Панов. Честитки за оваа твоја втора книга, поезија. Благодарам. Какво е чувството? Па чувството, еве со еден збор, убаво, прекрасно, не знам. Од една страна и вознемирувачко. Така е. Ете, сметам дека направив чекор напред. Да. За разлика од првата и сега таа се створи можеби еден така, не е вакуум период, меѓутоа поминаа 4 години. 4 години. Од објавувањето на првата. Како вчера да беше? Да, 22 декември 2015 година и еве сега втората промоција ќе се случи на 6 декември 2019, значи цели 4 години. И мислам дека доволно време за ете да излезе нешто ново. Велат дека втората книга во кариерата на еден поет, писател е најважна од сите, дури многу поважна од првата, заради тоа што со првата, еве, се покажуваш пред јавноста, со квалитетот кој го поседуваш, но тој квалитет се потврдува веќе со втората. Едно дете кога проодува, кога го прави првиот чекор, не е сигурно дали проодува, туку дури со вториот го потврдува. Му треба помош. Апсолутно се согласувам, ете и јас ќе кажам. Значи првата книга ја сметам за дебитантска книга. Квалитет има самата по себе, не дека не, меѓутоа сметам дека втората навистина е многу важна, затоа што веќе тука самите си ги наоѓаме грешките, самите си се критикуваме некаде во некој дел, во некоја строфа, во некој стих. Но првата нели ете таа пуста желба, нешто што си пишувал со години, можам да кажем, па стоело во фиока и сега имаш желба тоа да го спакуваш и да го објавиш како такво и да го докажеш. Тоа што си го направил со првата, нели? А втората веќе размислуваш малку позрело и јас мислам дека лично јас ја почувствував таа поетска зрелост во втората книга. Така. Претпоставувам си ја читаш првата, ја читаш сега и втората, правиш ли одредени разлики? Колку си позрел со таа втора книга? Со оглед дека поминале 4 години, тоа е убав период. Мислам, ете, тоа најдобро би го кажале оние кои што ќе имаат можност да ја прочитаат втората, а ја прочитале и првата. Да, но јас сум самокритичен. Да, ќе кажам дека песните во втората стихозбирка се со доста подобар квалитет за разлика од оние во првата. Посериозни, поиздржани, имаат повеќе тежина и така, можеби се пократки на обем, меѓутоа се доста поголеми во себе. Зошто Чекор помеѓу? Што е всушност Чекор помеѓу? Чекор помеѓу малку збунувачки наслов, ама многу убав. Да, многу убав. Чекор помеѓу потекнува од една моја песна која што е застапена во стихозбирката и дури бирав наслов, така одвоив неколку наслови кои што вака ми паѓа повеќе во очи. Ете, не знам, и со првата и сега преферирав насловот на книгата да биде од некоја една песна. И кога ја направив таа селекција, некако Чекор помеѓу прво ми звучеше убаво, значи малку загонетно можеби, тоа најмногу го сакам, но и самиот јас сметам дека се наоѓав во некој таков период помеѓу.
Така, во животот, воопшто. Да, општо се наоѓав некаде помеѓу и затоа го ставив тој чекор да биде помеѓу. Така. Што им нудиш на читателите со оваа книга? Колку песни, кои се мотивските определби? Ова книга содржи вкупно 50 песни, што мислам дека е доволна бројка. Мотивите се најразлични, исто како и во првата и во сите мои песни кои што ги пишувам, содржат различни мотиви, повеќе теми, нели љубовта како неизбежна тема. Јас Апсолутно. Често велам дека љубовта е инспирација за сите поети, за многу поети, па така и мене тоа ми се случува, освен љубовта, застапени се и доста теми кои што имаат социјални мотиви, мислам, од секојдневието, од општеството во кое што живееме, па може би и средината и така. Значи, сметам дека за секој постои, ако не цела песна, барем строфа од песната. Секој би се пронашол во таа песна. Стилот е, мислам дека едноставен, не е кој знае колку висок, секако дека имаат уметничка вредност песните, меѓутоа не се кој знае колку тешки за анализа. Така. Секој може да се пронајде и да ги разбере, може би не на првото читање, но ако има желба да се наврати и да сака да разбере што сака авторот да каже, мислам дека лесно тоа ќе го направи. Како ќе изгледа промоцијата? Промоцијата, рековме, е на 6 петок во Националната установа Центар за култура, мала сала горе, во 19:30 часот. во 19 часот и 30 минути. Еве заеднички ги покануваме сите љубители на добрата литература. Сите оние кои што посебно на поезијата, посебно оние кои го почитуваат Ица Беличев, да повелат во петок навечер, да се дружиме на еден убав настан како што е промоцијата. Ако се свртам, нели, 4 години наназад, мислам дека промоцијата собра доста народ, што јас навистина бев изненаден и тргнувајќи од тоа, сметам дека и сега ќе има посветеност, меѓутоа се разбира кој сака, кој може, кој сака да слушне нешто за мојата поезија, за моите песни, може да дојде да присуствува на 6 декември. Значи, различна е локацијата. Првата промоција, ако добро се сеќавам, беше во домот на АРМ. Сега си во Националната установа Центар за култура Антон Панов. Што е друго различно, освен содржините на двете книги, различен е промоторот, така? Различен е промоторот. Па може би и самата содржина или тоа што ќе го понудиме ќе биде до некаде различно. Апсолутно, тоа веќе реков. Да, ќе имаме. Промотор е и рецензент? Промотор и рецензент на оваа книга, на Чекор помеѓу, е мојата драга колешка, пријателка Вања Изова Велева. Неизмерно сум и благодарен за прекрасната рецензија која што ми ја направи, на еден збор прифати тоа да го направи, јас неизмерно и благодарам. И верувам дека ќе направиме убава и успешна промоција. Јас не се сомневам во тоа, со оглед на фактот дека Вања Изова Велева е позната и призната поетеса, македонска поетеса, која е членка на Друштвото на писателите на Македонија, и си ја знае својата работа, јас се надевам дека ќе даде убав придонес. Навистина, јас сум многу задоволен од она што го има напишано. Не така. Оние работи кои не се спомнати, а вреда да се споменат, е во чие книгоиздателство излезе оваа книга? Тоа баш и сакав да го спомнам, да го кажам. Оваа книга е под издателство на издавачката куќа Феникс од Скопје и директорот Христо Петровски, кој што се јавува како издавач. Исто така познат и признат литерат македонски. Значи, Феникс... Таму се работеше книгата, Аура ли беше библиотека, Аура библиотека, да. Во кој излегуваат повеќе интересни книги во текот на една година. Сега. Малку да излеземе од стомица пошироко да се представиме. Воодушевува е корицата, имаш прекрасна зелена боја на корицата, но и една интригантна на некој начин фотографија, која убаво е вклопена во целиот дизајн на корицата, каде е сликано овде и гледам еден познат лик. Па тоа не сакам баш да го откријам, но ајде сега ме натера на тоа, корицата, замислата и идејата беа лично мој. Добро. Така некако ја замислував и случајно
боричкајки ни сите тие милионски слики што денес нели ги имаме, наместо во албумите ги чуваме во телефони и во лаптопи, што е жално на вистина, меѓутоа ете нели негогаш може да ти заврши работа, дека нешто вака бркав низ телефонот, неколку слики ми падна во очи дека можеби ќе бидат идејно решение за книгата. Направив таму некоја селекција од неколку слики, некои ефекти, нешто и оваа слика што моментално што ја ставив што ми ја ставија на корицата е всушност фотографија која што е направена во Котор. Во Котор, во Црна Гора? Да, да. Добро. На сликата не е никој друг, туку авторот на книгата. Авторот на книгата. Има еден убав часовник горе, тоа е некаква камбанарија или градски часовник, што е тоа? Тоа е во стариот дел на градот, да, во стариот дел на градот Котор и тоа е, да, баш како градски часовник, не е дел на ниту од... Но доколку така, се концентрираме на она што го има на самата фотографија, самиот ти, самата твоја местоположба, самиот начин на изразот на телото, говорот на телото кореспондира со насловот, чекор помеѓу. Па и не случајно. Овде Ица Беличев како да размислува, сега што? Ке го Точно правам така, следниот значи чек? сликата има и символика и заради тоа ете таа слика ја одбрав, некако сметам дека многу се вклопува со самиот наслов, и токму можеби патувањето беше пресудно, тоа го спомна на почетокот, да, значи патувањата ми се пасија, да не речам, особено делот каде што е направена фотографијата. Така. Ако ви е пријател Ица Беличев на Facebook, тогаш веројатно сте гледале многу слики и најголемиот дел од нив се од неговите патувања. Тој многу сака да патува, особено омилено место му е Јадранската магистрала. Да, тука тоа не го кријам и сегаш кога станува збор за патување, кажувам дека Јадранот ми е омилено место. Зошто ете нешто ме врзува за него и така. Покрај промоторот, издавачот, кој што веќе ги спомнавме, сакам да спомнам дека лектурата за оваа книга ја направи исто така една моја драга колешка, Фрусина Крстевска-Милева. Сакал, значи, ете, да ја спомнам и неа, да ја поздравам, затоа што... Кој работи во Димитар Влахов? Не, таа работи во Видоје Подгорец. Во Видоје Подгорец? Да. Грешка сум, се извинувам, добро. Има работено во Димитар Влахов. Така, има работено и во Никола Карев, но стара информација имам јас, добро. Значи, лектурата и благодарност така. На целиот тим, значи бескрајна благодарност упатувам до целиот тим и до Вања Изова Велева, и до Фрусина Крстевска-Милева, и до Христо Петревски со издавачката куќа Феникс, Светлана Ивановска која што се грижеше за сите тие активности кои што следуваат, чекори еден по еден, знаете, лесно е кога си на едно место, а така тука јас струмицата Скопје, но техниката е чудо. Така. Ние олесни работи. Добро. Нема да откриваме се, знам дека три дами ќе читаат твоја поезија од книгата која се промовира. Тие си ја знаат својата работа, да не откриваме се, да па нека биде мала тајна. Интригантно нешто, да се... Апсолутно. Добро, она што е интересно е дека оваа книга ја промовираше при крајот на една година, со која всушност сакаш, претпоставувам, да направиш еден круг на една успешна година за тебе. Ако велиме успешна година, ајде да направиме една мала рекапитулација. Така, прво да спомнам за датумот. Како велат, домашниот есап и оној на пазарот не излегува. Така, и јас планирав уште некаде од пролетта. Значи, постојано си врвеше, пролетта, ајде летото дојде, не е погоден момент, есента, ама знаете, нели, работите се одолжуваат, нешто некаде мора да се коригира, да се направи, знаете, за се треба време. Јас не сакам да одам само на квантитет, нешто колку само да го извадам од реч што велиме, туку сакам се да биде колку може тоа да биде безпрекорно, да излезе онака како што треба, како што јас сум замислил и можеби затоа времето си одеше, значи го пролонгирав, ете да дојде тој период, но веќе сега сум стиснат, можам да кажам, запнат, морам тоа да го направам до крајот на 2019 година. Ама излегува символично дека заокружуваш таа една успешна година. Многу случајности, многу символики, ете така се поклопуваат. Така беше и со првата и со тоа, ајде нека е поклон за нова година. Супер. За сите читатели, за сите оние кои што така, меѓутоа да ги потсетиме гледачите што се случуваше
во врска со Ице Беличев во оваа 2019 година. И се случува убави работи. Морам малку да се навратам, барем во мислите. Да, па искрено од ова 2019 година задоволен сум многу во овој на тој, да кажем, професионален дел. Така. Така ќе го наречам, или делот каде што имав можност да се докажам не само како наставник, тоа го оставам настрана, туку и во оној друг дел кој што еве ми е пасија буквално, значи делот каде што лежи културата, литературата, театарот, тоа ми се нешта кои што заземаат посебно место во мене и целосно им се посветувам на нив. Така. Па имаше доста настапи, некои поетски читања, награди некои не ме заобиколија, значи тоа ќе го кажам. Имаше една награда во Софија, во Бугарија беше тоа. Тогаш добив втора награда за некои мои песни со кои што конкурирав. Станува збор за меѓународна. Да, меѓународна поетска меѓународен поетски фестивал, лирични гласови се вика. Фестивалот, таму значи добив втора награда. Потоа некои мои песни излегоа во литературен алманах Огнишче, ќе го кажам во оригинал, бидејќи се работи за бугарско списание, или Огниште, што и тоа не беше така мал чекор, значи мои песни се објавени веќе во некои бугарски списанија, да. Па имавме гостување во Благоевград, поетско гостување имаше едно. Имав гостување во Гостивар, исто така на меѓународен поетски фестивал Литературни искри. Што го организира Домот на културата во Гостивар? Да, Асно му го организира, да, меѓутоа тоа е фестивал од големи рамки. Така, и тоа е меѓународен? Да, и таму успеав да влезам во 18-те најдобри финалисти. Супер, супер. И така, значи, успешна година. Имам уште една награда во Кочани, имаше еден поетски фестивал, литературно друштво Творци, мислам дека се вика, фестивалот се викаше Збор, таму исто така добив втора награда. Значи, една успешна година, затоа веламе да успешна година. И башка, нели, сите тие тековни манифестации кои што се секаде каде што имам ете покана, без разлика од каков карактер е, дали општински или некој друг, кога сум слободен, не одбивам, со задоволство ги прифаќам сите тие покани, сите тие поетски читања. И така да мислам дека, ете, успешно се завршува. Значи сега ова како јаготка на шлагот, мислам што посебно ми прави задоволство, можам да кажем тоа е еден успешен завршеток на една тековна година. Нешта кои отвораат можности за запознавање на нови луѓе. А меѓу другото, веќе спомнам, имав и една театарска представа на мој текст работена и тоа се случи 2019 година. Да се потсетиме. Беше традиционално модерни. Некаде беше март месец. Поставена во училиштето? Беше промовирана во Домот на Арма. Супер, супер. Значи, како што посебно ме радува затоа што беше мој текст. Колку што беше моја режијата, да ја наречам, така и текстот беше мој. Супер. Се работили нешто во училиштето, повторно на тема театар? Се уште сме до фазата размислување. Така, и тоа е многу важна фаза, да се разбереме. Баш пред неколку дена отпочнавме така да разговараме, да дискутираме, здравие Боже, 2020 ќе има нешто. Излеземе со некоја нова театарска. Сега, ако не го познавате, ако го познавате, не може да не го спомнеме карнавалот, а тоа е составен дел од таа карнавалска група на училиштето Никола Карев. Се подготвувале ли нешто или се уште во фаза на размислување? И тоа е во фаза на размислување. Сметаме дека уште е рано. Имаме и нема. Не, рано. Јас, ако се навратам наназад, знам дека речи се секоја година некаде ноември месец веќе почнуваме. Значи доцните. Па може би и доцниме, да. Може би и доцниме, но мислам дека ќе постигнеме. Ќе постигнеме. Знаете, ќе дадете малку од своето слободно време. Оти струмичани многу очекуваат од вашето училиште, бидејќи секогаш биле едни од најдобрите на секое карнавалско издание. Да, така е. Значи, ете, и карнавалот е веќе 10-11 години, постојано учествувам и во изработката на маските, но и во самата поворка. Не можам да не продефилирам маскиран. И во тие многу патувања. Тоа да. Дел од тие патувања беа баш на
Јадранот, Тоа, значи да, во многу градови на Јадранот, и од тука е претпоставувам таа желба кон Јадранот, таа љубов кон Јадранот, Па така? не знам, уште од дете некако Така е. таа желба ја имам и така, значи тоа е се вкупно за таа една 2019 година, еве не спомнав малку, сега ќе нафрлам дека и на музички план има нешто ново кое што ќе излезе деновиве, значи неколку мои текстови ќе излезат на еден албум, така да и тоа ми причинува посебно Станува збор задоволство. за албумот на Горан Тодоровски, Так, да. во кој Ица Беличев е во едно прекрасно друштво на автори, кај што се Так. Огнен Неделковски, Орца Зафировски, Зафировски, Сашо Ливрински, Дејан Миленковски и јас. Да, неколку. Ете, гледаш како знам. Така, да. Те следам во Чекор и знам се што се случува Да, во врска така, со тебе. значи, еве, и тоа, ете, се случи да излезе баш тој период кога нели не очекувавме Супер. или нели се А подготвуваше Горан нормално. Тодоровски е Горан Тодоровски. Да, се Горан разбере. Тодоровски. Горан Тодоровски со долгогодишно искуство на музичката сцена и еве сега, значи, реши да излезе со нешто ново, каде што имав чест да промовирам и некои мои текстови. Успешен е Ица Беличев и во таа дејност, во фолк музиката, пишува убави текстови и да се подсетиме дека минатата година на Фолкфест во Ландово победничката песна на Благица Калева беше токму песна напишана по негови стихови. Ице исполнет, убав, расположен, да ја дочекаш и промоцијата така расположен. Ти благодарам, Георги, пред се за сите убави зборови, за сите, комплименти, атрибути кои што ме ги навезе, значи, ти благодарам, посакувам се најубаво, успеси на сите кои каде се наоѓа во која сфера, а јас реков од културата никогаш и од литературата никогаш нема да се одделам. Тоа ми е, значи, може би ќе звучи нескромно, ако кажам, ми е над мојата професија, не дека не си ја сакам професијата, далеко од тоа, значи работам максимално, меѓутоа, ова жарче малку повеќе тлее. Нека тлее. Директорот кој што ми е постојан поддржувач и за сите настани, и за сите патувања, и за сите песни, значи, едно извинување, меѓутоа, културата и литературата ми се на прво место. Нека биде така. Тоа жарче нека тлее за веки веков. Ти Значи, благодарам нормално, со таа негова поддршка, ако доколку не ми е неговата поддршка, јас не би можел, денес може би да бидам и тук. Ти благодарам што беше гостен на програмата на Таваканот Вист. Ти посакувам успешна промоција во благодарам петок навечер и на уште поканата. ги каниме Така, сите љубители на литературата да повелат во петок 6 декември 19:30 часот, мала сала, Центар за култура Антон Панов. Дојдете да уживаме. Така.